Добар ден уште наш од мене. Аргумент Плюс на телевизија 24 во моето студио сега е Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Трендафилов, ти благодарам што ја прифати поканата да разговараме за најбитната тема на граѓаните и на работниците. Се разбира, во секое време и благодарам на можност. Од утре минималната плата зголемена за 1600 денари, 26.040 денари, 46 денари. Сумата која што треба да биде според законот. Дали ја сметате оваа сума за ваш неуспех како прв синдикалец? Не би кажал дека е зголемена, туку согласена согласно законските параметри. За жал, Сојузот на синдикатите на Македонија беше оставен сам да се бори за зголемување на минималната плата. Не само владата, не само работодавачите, туку и други синдикати беа против зголемување на минималната плата. Не можеме да кажеме неуспех се додека се бориме. Кога ќе се предадеме, кога ќе се ухлебаме на некое место во некој управен одбор, тогаш ќе можеме да кажеме дека сме поразени и дека не купиле за ситно. Но тоа што ние го покажавме изминатите месеци, особено од почетокот на оваа година, затоа што до крајот на минатата владата и работодавачите не сакаа да се договорат. Значи, морам да бидам искрен, не водат грижа за работниците со најниски примања во Македонија. Патем, тие ќе кажат дека 25 или 35.000 работници кои се на минимална плата се премалку за тие да направат некаков чекор во зголемување на минималната плата и дека само усогласувањето кое согласно законските параметри и критериуми е предвидено дека е доволно и дека е повеќе од доволно, но забораваат дека 157.000 работници живеат со примања под 30.000 денари, односно под прагот на сиромаштија кој изнесува 31.200. Веројатно тоа не ги загрижува. Потребата од зголемувањето на минимална плата работниците јасно и гласно ја кажаа на големиот работнички протест на 28 јануари. Излегоа заедно со ССМ на улица повеќе од 13 помеѓу 13 и 15.000 работници и гласно кажаа дека бараат зголемување на минималната плата. Да бидам искрен, првиот протест даде половични резултати. Зошто зборувам половични резултати? Затоа што наредниот ден по протестот веднаш владата вети дека го прифаќа барањето на синдикатот НУПО за зголемување на платите на близу 11.000 работници во Македонија. Тоа покажа дека колку работници ќе доаѓаат на протестите, толку работници добиваат во Македонија без оглед на тоа што бараат различно, бараат некои согласување со минималната плата, некои просечна плата по коефициент за сложеност, некои раст на сите останати плати за некои 6.000 денари, но владата покажа дека се плаши само од бројноста на работниците, а не од поединци, не од организации. Тоа што го гледаме денеска е дека без согласност на економско-социјалниот совет, потребното мислење за кое треба да се донесе одлука на седница на економско-социјалниот совет го нема во конкретниот случај за објавата на ваквиот износ на минимална плата или за усогласување на изnos за 1667 денари, затоа што Сојузот на синдикатите на Македонија напушти последната седница на економско-социјалниот совет, а со тоа немаше ни кворум за одлучување. Нејасно е како дали исто како минатата година, без согласност на социјалните партнери, се објавува висината на минималната плата, а тоа покажува дека еднострано еден од социјалните партнери е против работниците. Не фали ли единство кај работниците? Кога ги гледаме протестите од регионот, не идеме далеко, Србија, Грција, сите излегуваат и се борат за своите права. Ако некој зима 50.000 плата, не излегува за оној кој што зима 25 да стигне до 30. Морам да бидам искрен дека свеста и кај македонските работници полека се подигнува на нивото на кое треба да биде. Ако паметите, во 2017-та, односно 18-та година излегуваа на улица помеѓу 500.000 луѓе, потоа излегуваа помеѓу 1.000 и 3.000 луѓе, сега излегува помеѓу 13 и 15.000 луѓе на улица. Свеста кај македонските работници работи и тие работници кои имаат повисоки плати излегоа на 28 јануари како и на 14 март на улица да ги поддржат работниците со минимална плата, но како да немаат храброст работниците кои имаат најниски примања да излезат плашејќи се за нивните работни места, и тие да не ги изгубат. Иако знаат дека тие не може да ги изгубат затоа што ќе најдат работа кај некој работодавач за повисока плата. Значи, ако 24.400 во тој период 24.379 денари изнесува минималната плата, вие кај секој работодавач ќе најдете работа за истиот износ или за износ повисок од него. Поголеми се шансите да најдете работа за повисок износ од тој. Ако сметате дека Сојузот на синдикатите на Македонија
Македонија, Слободан, другите луѓе од ССМ, членовите на органите и телата или оние 13-15 работници кои излегоа на двата протести на улица, ќе се изборат за вас, а вие ќе седите дома во удобните фотели, резултатот можете да го погледнете. Своеволно, со еднострана одлука, минималната плата ја усогласија само за 1667 денари и сметам дека тоа е пораз за целокупното македонско општество. Зошто е пораз? Затоа што некој смета дека толку ви се доволни за да преживеете, некој смета дека 26.000 денари е плата со која вие можете да го избуткате до крајот на месецот, но мислам дека и вашите анкети кои ги правите вие и сите податоци со кои ние располагавме и ги презентиравме пред социјалните партнери го покажаа спротивното, но за жал политичката моќ се покажа и моќта на капиталот се покажа дека е далеку помогнат од работниците, затоа што тие дури еднострано без консултации со работниците можат на сила да ги тераат процесите. Ретко и да сретнеме некој да анкетираме со повисока плата, со повисока пензија, кој ќе рече дека може лагодно да живее и да се однесува. 600 евра беше пред оваа криза, глобална, што е сега со нафтата. Следните бројки би биле драматични, би рекол, бидејќи делот земјоделските производи најголем дел земјоделските производи се поскапени, другите прехранбени производи, најави за цената на основниот прехранбен производ. Што ќе се прави со вакви плати? За жал, не ги земаа во предвид ниту податоците од синдикалната минимална кошница, чија вредност во јануари, февруари и март се зголеми за повеќе од 2400 денари. Да, за 3 месеци 2000 денари зголемување, тоа е фрапантно. А тие минималната плата усогласуваат само за 1667 денари, тоа не на сите работници, иако некој заради протестите добија и само усогласување со минималната плата. Ако може да се каже дека протестите помогнале во таа насока. Но ако знаете вие дека на едно семено домаќинство најмалку 2500 денари му недостасуваат само во првите 3 месеци, а вие му возможувате само 1667 денари некакво си законско усогласување на минималната плата, тогаш му недостасува некаде околу 1000 денари на семејството за да го пробутка месецот. Ако ваквиот тренд продолжи до крајот на годината, 10.000 денари ќе му недостасуваат на 4-члено семено домаќинство, или токму толку колку што бараше Сојузот на синдикатите на Македонија и се уште бара зголемување на сите работнички плати. Ако на борбата за зголемување на минималната плата некоја свати дека треба само минималната плата да се зголеми, тогаш се излажал. Ние баравме зголемување на сите останати плати согласно растот на минималната плата. За жал, оваа година веројатно дека ќе одбиваат и да го направат и тоа дури и за овие мизерни 1667 денари во одредени дејности и во одредени категории. Но работниците мора да сватат дека само таму каде што сме синдикално организирани можеме да помогнеме. Например, во приватниот сектор во 80% од случаите од почетокот на оваа година платите се зголемија помеѓу 5 и 6.000 денари за вработените кои не се членови на синдикатите. Зборам за 80% од луѓето кои се дел од синдикатите. За другите 20% водиме преговори и во овој момент за во приватниот сектор да се зголемат платите. Но колку работници од приватниот сектор можат да кажат дека сами се договориле, отишле кај работодавачот, кај газдата, му побарале зголемување на неговата плата и неговата плата била зголемена следство на барањето на работникот. Во јавниот сектор, од друга страна, сите вработени имаат право на 9,6% зголемување на платата согласно општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор, кои и не го почитуваат во целост. За жал, парцијално се задоволуваат потребите на одредени работници во јавниот сектор во одредени дејности. Денеска последна информација видовме дека за прв пат, иако е мизерен износот, например, вработените во Министерството за внатрешни работи добиваат линеарно согласување со минималната плата, нешто што не било случај претходно. Синдикатот НУПОС успеа да договори преку колективните договори, особено после големиот протест, затоа што цела мината година протестираа, преговараа, бараа, беа ставени на маргините на општеството, но кога видоа колку луѓе излегоа на улица, добиваат близу 40% во период од 25 месеци. Зошто? Затоа што сега добиваат вработените во управата и правосудството помеѓу 12 и 14% зголемување на нивните плати, што не се случило претходно. Последното зголемување на платите на овие колеги било во 2023 година во септември согласно општиот колективен договор за 10% и пред тоа 2016-17 година за некои 5%.
но повторно одредени категории на работници во јавниот сектор добиваат под оној прак од општиот колективен договор под 9,6% или некои добиваат 5, некои добиваат 7,5, некои добиваат 7, некои 8% и така натака, што повторно се изигруваат на своевиден начин работниците, но кога имате незголемување на минималната плата, односно само законско усогласување на истата, тогаш имате побавен тренд на растот на платите на сите работници. Ние нема да ја запреме борбата, ако некој смета дека тоа што ќе го направи сега на сила со објавата на висината на минималната плата ќе ги попречи работниците во следните активности за зголемување на минималната плата, се лаже, но работниците мора да сватат дека мора да дадат поддршка и дека мора да излезат на улица доколку сметаат дека се обесправени. Огромен број на работници се обесправени. Тие да не дојде до некоја забуна или некој да си помисли дека тие не даваат поддршка на Сојузот на синдикати на Македонија или даваат поддршка на некој друг синдикат. Не, напротив, тие даваат поддршка самите на себе и на нивните семејства каде што носат платата. Ако така успееме да подигнеме свеста на работниците, тогаш работниците верувам дека денеска ќе има и многу повеќе од 600 евра минимална плата, затоа што и вие споменавте на почетокот на вашето прашање, а од друга страна, од почетокот на годината за 40% се зголемени дури цените на енергенсите, односно на нафтата. Тоа е прилично сериозен удар. И сите експерти, да не зборуваме ние во наше име, сите експерти кажуваат дека ќе следи инфлаторен шок кој веројатно ќе биде тешко да се заузда. И сега вие ако имате раст на цените повеќе од растот на платите или ако вредноста на тоа што можете најосновно да си го возможите се зголемила за 2500 денари, а вие добивте 1667 денари, тогаш сваќате каква позиција ве довеле, да. Следните чекори сакав да ве прашам во однос на вашето делување, овие два поголеми протести, како што рековте, успеавте да се издействува во јавниот сектор, но не и во приватниот, не ве послушаа не изголемувањето на минималната плата, повторно ќе нагласам. Во приватниот сектор работодавачите се направија дека не го приметија тој протест сега? Па да, работодавачите во приватниот сектор, оному кај што сме синдикално организирани, веќе седнуваат. Во агроиндустријскиот комплекс пред само неколку денови се подпишаа два колективни договори за зголемување на платите на работниците. Сега подпишуваат колективни договори во јавниот сектор, дел од синдикатите членки на ССМ. Во други компании каде што сме организирани во металната индустрија, во индустријата за градежни материјали и така натака, платите веќе се зголемија со месец јануари, не го чекаа ниту законското усогласување на минималната плата. Во дел од трговијата исто така, но тоа што загрижува е тоа што ваквиот тренд повторно е натовар на грбот на работниците, растот на енергенсите на цените, растот на цените на производите, повторно е на грбот на работниците. Во сите сектори имате работници кои се најниско платени. Токму затоа е борбата за зголемување на минималната плата, под која не смее да добие плата ниту еден работник во државата. Борбата за зголемување на минималната плата значеше и значи се уште зголемување на сите останати плати, затоа што не може еден работодавач да си дозволи само минималната да ја зголеми, а да не ги зголеми платите на останатите работници, затоа што ќе се предизвика големо незадоволство. Но тие одбиваат да го прават тоа и покрај екзодусот на македонските работници од Македонија, се надеваа на странски работници кои за жал не остануваат во Македонија да ниту подигнат продуктивноста, ниту да им креираат дополнителна додадена вредност на работодавачите. Мислиме дека без оглед на моменталната објава на висината на усогласувањето на минималната плата, мораат да размислуваат за зголемување на истата. Ние како ССМ од почетокот на годината, како што најавивме на крајот на минатата, организиравме два големи работнички протести и три блокади на институциите со кои им покажавме дека и 13.000 луѓе на улица можеме да бидеме рамо до рамо, но и 21 човек ни се потребни за да блокираме одредена институција. Во моментот се прават консултации внатре во синдикалните организации помеѓу синдикалното членство за следните чекори, како што најавивме за евентуалните штрајкови кои ќе се одвиваат во наредниот период, но треба да видиме колку работниците во јавниот сектор и во приватниот сектор кои се синдикално организирани ќе бидат задоволни од ваквите поместувања на нивните плати во нагорна линија, ако можеме да кажеме. Се зависи од тоа како ќе се произнесат работниците. Немаме ние апсолутно никаква задршка како репрезентативен синдикат да донесеме одлука за генерален штрајк, но треба работниците да штрајкуваат, треба работниците да го искористат моментот.
не треба да не послушаат нас, треба да го искористат моментот и да им покажат на нивните работодавачи дека не се задоволни од висината на нивните плати. Само во тој случај може да биде успешен штрајкот, но тоа што сакам да го нагласаме дека работничката борба е маратон, а не е спринт. Минатата година во јануари со синдикатот НУПОС започнавме протести, една година подоцна го гледаме резултатот. Тоа што е клучно е дека во таа година работниците само губат, односно не можат да си ги дозволат основните прехранбени производи, основните потребни за достоинствен живот. Имате поддршка од грнковите синдикати, од лидерите на синдикатите во ССМ? Се разбира, Сојузот на синдикатите на Македонија како никогаш досега бил единствен по однос на овие прашања. Сите беа на протестите. Дури имавме и забелешка за тоа што со одредени председатели на грански синдикати кога оствариле, постигнале договор за колективните договори да се склучат и за да се зголемат платите во одредени дејности, повторно биле на улица, но тие се на улица дури и солидарно за работниците со најниски примања за кои вие говоревте, затоа што минималната плата е навистина минимална во Македонија, под прагот на сиромаштијата. Ако ви живее една третина од работоспособното население, тоа мислам дека е трагично. И дополнително, на други синдикати кои не се дел од Сојузот на синдикатите на Македонија се придружија на протестите кои ги организираат. Многу е важно тоа да се истакне за тоа што не сите се замолкнати и не сите се подкупени со некакви функции или со некакви нови членови и слично, но ако работниците подклекнуваат под притисокот за приклучување кон некој синдикат што не се бори или се моли, а одбиваат да излезат на улици и да се борат за своето достоинство и за својата плата, тогаш веројатно заедно сите треба да споделиме одговорноста за тоа што само усогласувањето на минимална плата е недоволно. Дел од независни синдикати, дел од други синдикати кои што не се под ССМ велат дека пред 2 години кога СДСМ бил на власт, тие барале повисоки плати, а ССМ не. Повторно некаква политика се вмешува помеѓу синдикатите. Каде исчезна единството помеѓу другите синдикати кои што не се во ССМ? Едните ве бранат, другите ве обвинуваат дека сте политичар, како што ве обвинува и власта. Нема потреба да се плашат за политичар, нема никои политички амбиции, барем од тоа што јас го знам во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија. Вчера да зголемеа минималната плата, немаше денеска да не гледаат по телевизиите, немаше да бидам гостин во вашата емисија, но синдикатите кога ќе се продаат ефтино, тогаш нивните грешки коштаат скапо. Зошто го велам ова? Во 2023 година во јули месец го потпишавме општиот колективен договор, затоа што многу брзо забораваат. Веќе во септември по добивањето на 10% изголемување на платите на 138.000 работници, во октомври бевме на улица заедно со синдикатот НУПОС затоа што колегите не беа задоволни од ваквото зголемување на платите. Во 2023 година и во 2024 година имавме 36 протести и 8 штрајкови на ниво на работодавач. Ако некој бил на улица во последните 7-8 години бил само Сојузот на синдикатите на Македонија и тоа може да го видат преку вашите мали екрани, но тоа што сакаат и се обидуваат да извртат работата е дека тогаш не сме биле на улица затоа што имало некоја друга опозициона партија, но таа опозициона партија која беше тогаш опозиција и така стоеше со нас на 40 степени не поддржуваше на протестите на тогашниот генерален штрајк во јавниот сектор. Сојузот на синдикати на Македонија е единствениот синдикат во Македонија кој во историјата, ова 35 годишна историја, 36 годишна историја, организирал генерален штрајк во одредена дејност како што е јавниот сектор. Тоа што загрижува е тоа што изговорите на пример на колегите кои треба да ни се браќа и сестри од другите синдикати, а треба да се борат заедно со нас, беа дека минималната плата потребно е само законски да се усогласи оваа година. Но тоа значеше само 1667 денари на сметките на нивните членови. Ако минималната плата се зголемеше за 6000 денари, тоа значеше 6000 денари на сметките на нивните членови. И затоа за нас беше нејасно зошто се борат против борбата за зголемување на работничките плати. Да нема интервентно зголемување, тука да биде според закон. Жалосно е тоа кога вие имате можност да зголемите стартна основица на вашите членови, кои патем се придружиле на вашиот синдикат, а вие одбивате да го направите тоа со изговор дека ова е доволно и дека ваквото законско усогласување ќе биде доволно, но секое дополнително зголемување на минималната плата заради тоа што во законот за вработење во јавниот сектор, законот за административни службеници, во многу колективни договори основната плата е основна компонента на плата, па или линеарно се зголемуваат платите или процентуално на работниците и вие да одбиете да се зголемат дополнително платите на вашите колешки и колеги и патем да се шлепате на грбот на синдикатот НУПОС кој цел
цела година мината протестираше, не ги поддржуваа овие синдикати протестите, не поддржуваа ниту преговори затоа што не учествуваа ниту на едни преговори тогаш. Не дојдоа на 28 јануари за да добијат понуда на 29 јануари за дополнително зголемување на платите. И денеска да трчате да подпишувате колективни договори на грбот на некои луѓе кои ги трпеа сите притисоци, медиумски напади од страна на политички партии, боење, како што кажавте, во плави, во розови, во зелени или во црвени, политички интриги во целосниот период, кажување дека ние не сме се грижеле за стандардот на работниците, а патем заради нашата борба со зголемија работничките плати, може да продолжат да не бојат, може да продолжат да сметаат дека не се грижиме за стандардот на работниците, но ние ќе продолжиме да го правиме тоа што знаеме, а тоа е доколку нема резултат по пат на преговори да протестираме и да штрайкуваме. А побаравте помош од СДСМ за организација на протестот, бидејќи власта излезе со слики, со видеа Загрижувачки е тоа што секоја опозиција ги поддржува работниците и синдикатите кога е во опозиција, но кога ќе дојде на власт ги напаѓа и е против работниците. Тоа го гледаме на дело. Пред 2 години беше најголем сега сте СДСМовец, а дури и во левица сте веќе. За жал веќе не знаат како да ни најдат некоја да, за да можеме да не отцрнат, се со цел да покажат дека нелегитимна е борбата за зголемување на платите, но ние бараме само зголемување на платата, ние не зборуваме за политика, а тие може да продолжат да зборуваат за политика, но трагично е тоа што сегашната власт, кога беше опозиција, истото го правеше како сегашната опозиција. Но сегашната опозиција кога беше власт, не ја и протестиравме заедно со тогашната опозиција. Ние не сме разговарале апсолутно со ниту еден политички чинител во Македонија. Напротив, на сите сме им кажале дека немаат апсолутно никаква поддршка, да ги поддржуваат работниците кога не можат да променат ништо. Кога можат, се гледаат на дело дали тие се за работниците или се против работниците, но жалосно е тоа што како да се менуваат адресовите на играчите, а играчите да остануваат исти. Тактиката е таа: колку може помалку да им дадете на работниците, колку може повеќе работниците да ве гласаат за вие да бидете власт. Тоа е единственото излезно решение во Македонија, но мислам дека покажавме во годините наназад дека можат да не бојат колку сакаат, може да не напаѓаат колку сакаат, може да не омаловажуваат колку сакаат, но тоа што го покажавме е дека ние нема да отстапиме ниту милиметар од работничката борба и дека нема да не предомислат. Ако 1100 евра е синдикалната кошничка за март, 13% велат од владата дека нивната е поевтина. Што се разликува во пресметката? Видете, за жал владата потроши 12 месеци од минатата година, месец март, еве сега се уште сме месец март, потроши 12 месеци да го напаѓа ССМ за тоа што бара зголемување на плати, да ја напаѓа алатката која имаат работниците преку синдикалната минимална кошница, која покажува дека не се доволни 2 минимални плати да се покрие истата, само за да покаже дека добро се живее во земјата. Ако го напаѓате проблемот, тогаш проблемот е ниските плати. Ги зголемувате платите, ја надминувате ваквата состојба, возможувате достоинствен живот на работниците и тоа е решението. Но тоа што тие се обидуваат да прават цела година, еве се уште се трудат да го направат, е да ни покажат дека со некаква пресметка на владина кошничка или на кошничка, не знам на која ќе дадат поддршка работодавачите и другите синдикати, ќе им покаже на работниците дека нивната кошничка ќе биде за некои 13%. Ова се изјави од страна на официјални владени представници. Ќе биде пониска за некои 13% и тоа значи дека нас 13% помалку средства ќе ни требаат за еден мизерен достоинствен живот. Ако може така, ако може така да кажеме, да, за жал. Но тоа што направија, потврдија е дека дури и со нивната пресметка на еден работник му недостасуваат 6.000 денари од сегашната минимална плата до покривање со 2 минимални плати на нивната владина потрошувачка кошница. Тие сметаат дека кога ќе ја извадат пресметката, дека на секој од нас ќе му стане јасно дека во Македонија реалноста е сосема друга, дека добро се живее, дека ние сме живееле во некаква заблуда, дека овие од сосема лажеле цело време со вредноста на кошницата. Патем лажеле дека треба еден работник да може да купи 4 хамбургери за неговото семејство. Тоа го нема. Патем лажеле од ССМ дека треба да еден работник барем 7 дена во дојран во најевтиното излетничко одмаралиште во Македонија да отиде со своето семејство, затоа што тие имаат некои други пресметки.
од камати колку пари враќаме, сите работници се заборчени по кредити и по слични работи, Да, тоа го немаат пресметано затоа што немаат кирии, во нашата нема кирии, со кирии со закупни на некаде над 80.000 денари, но тоа што загрижува дополнително е што делот на основните 63 прехранбени производи е скратен во вредноста, а додадени се 108 прехранбени производи. Ние сметавме дека само делот за храни и за пијалаци треба да изнесува двојно затоа што предвиделе нешто што ние го немаме предвидено во вредност. Потоа цените на електрична енергија, на вода, на парно евентуално таму каде што го има, односно оние комунални услуги народски кажано, им изнесуваат некаде околу 3-3.500 денари месечно. Па би поставил прашање до секој еден работник, до секој еден функционер, ако има еден таков, што има потрошено само 3-3.500 денари во тековниот месец, јануари, февруари, март, да земеме оние месеци кои се најтешки. Само за парно беа толку сметките. Да, тогаш можеме да се согласиме, но тоа што ние го правиме статистичка операција во која велиме вредноста на парче леп на 1 јануари 2025 година чинела толку и на 1 јануари 2026 година чинела толку. Има зголемување од или до. Ако во 2 месеци само делот за храни на пијалоци ви е зголемен за 2000 денари, а вкупната вредност на кошничката ви е за 2500 денари, тоа до 20 во тековниот месец, во месец март. Да не забораваме дека после 20 почнаа ценовните шокови со зголемувањето на цените на енергенсите. Вие како медиуми правите анкети по супермаркетите, например луѓето веќе прашуваат дали пиперките се говецко или свинско месо. И ќе биде уште повисока. И повторно ќе кажам, товарот ќе биде токму на грбот на најранливите категории, затоа што тие цела плата ја трошат на храна, на пијалоци за своето семејство, да можат барем по едни чебли или по едни патики на неколку месеци, не секој месец да купат на нивните деца, да можат пристојно да го загреат собствениот дом и да не мислат дали ќе ги платат режиските трошоци и дали некој извршител ќе дојде да им изврши, односно да им ја исклучи електричната енергија и потоа да им изврши пари од нивните банкарски сметки кај што примаат и онака ниската минимална плата. И затоа велиме дека сметавме поточно дека јазикот на аргументите ќе преовладее, затоа соопфатна анализа изготвивме, им ги дававме сите параметри кои не ги оспорија до ден денеска. Само ни рекоа најдете порелевантни аргументи од порелевантни институции за да може релевантно да разговараме на ова прашање. Ни рекоа дека оставаат да се договорат работниците и работодавачите во приватниот сектор за растот на минималната плата, а од друга страна заборавија дека 250 милиони евра работодавачите од приватниот сектор не уплаќаат придонеси за задолжително социјално осигурување. Или доколку ја прифатаа подадената рака и на ССМ и на ОРМА минатата година, оваа година ќе имаат 10 милиони евра по однос на придонеси за задолжително социјално осигурување секој месец во буџетот или 120 милиони евра на годишно ниво ќе им помогнеа на работниците, но ако тие сметаат дека ќе удоволат на некој со растот на минималната плата, нека ја зголемат тие, ние ќе ја пофалиме ваквата мерка која ќе ја направат за работниците. Ќе кажеме дека целосно било тоа нивна идеја, но се во спротивно значи само уназадување на животниот и работничкиот стандард. За 2 недели од кога почна кризата, нели, во Иран имаме само намалено ДДВ на горивата. Очекувате нешто да направи владата за задржување на стандардот? Оваа година, морам да бидам искрен, дека го задрживме за себе она што го сметавме дека е потребно владата да го направи, затоа што пред таа година, сите влади ни оспоруваа вредноста на синдикалната минимална кошница, сите влади ни ги оспоруваа мерките кои ги предлагавме, иако на краток рок покажуваа дека кога ќе ги воведат, даваат резултати. Сметавме дека треба многу побрзо и поефикасно да се превземаат одредени мерки. Намалувањето на ДДВ-то придонесе втора недела веќе да не се зголеми така енормно цената на нафтата или да се задржи на некое ниво. Но тоа што го гледаме е дека барелот нафта расте далеку побрзо од тоа што ние можеме да превземеме како конкретни мерки. Можеби треба да пресликаат нешто од што се случува во регионот, позитивни мерки. Имате и негативни мерки во регионот кои не би требало да ги превземат и да ги креирате. Да, политичарите си имаат економисти, си имаат советници, кои што треба да направат. Но тоа што не охрабрува нас е тоа што најголемите критичари на се што сме барале како мерки во минатото, а се експерти, без оглед на тоа дали се ангажирани од владата или се професори на факултетите, денеска сите едногласно зборуваат дека се потребни мерки за заштита на животниот стандард на работниците, дека се потребни мерки за нешто да се направи во делот на растот на цените на енергенсите и дека се потребни мерки за да се спречи ценовниот шок и односно наредната висока евентуална инфлација. Мислам дека дури официјални државни институции ги променија стапките на инфлација кои требаше да бидат до крајот на годината. Од многу оптимистични стапки на инфлација
веќе преминуваат во некои песимистички сценарија кои се повторно пак ќе кажам на штета на работниците, затоа што инфлацијата на храната е вкупна инфлација на минималната плата, затоа што еден работник најмногу троши на храна и на пијалоци. И вие ако имате зголемување на делот на храната во огромен процент, а вкупната инфлација ви се движи помеѓу 4 и 5%, која и така е висока, а ваму имате помеѓу 10 и 15% на одредени производи кои ги купува едно семејство, тогаш значи дека инфлацијата вас ви е 15%, а не ви е 4 или 5%. И мислам дека најранливите категории на работници, односно најранливите дури категории на приматели на некакви социјални трансфери од страна на буџетот и од страна на државите, дури и пензионерите кои имаат исто така ниски плати, ќе бидат најмногу засегнати во следниот период. Овде ќе го завршиме овој разговор. Нашето време истече сега за сега. Ви благодарам на гостувањето, па сите ваши следни активности ќе ги следиме како информативна редакција. Се заблагодарувам на можноста што ни ја давате за да ги информираме работниците за актуелните случувања и се надевам дека работниците ќе се охрабрат и продолжениот викенд за 1 мај ќе ни се придружат на улица наместо на некои од граничните премини. Размислувањата се помеѓу синдикалците за да има поголема излезност во борбата за зголемување на работничките плати, можеби на Богородица или на Табановце да се направи следниот протест, но ние ќе бидеме на улиците пред собранието, Стопанската комора и владата и на овој 1 мај и ги повикуваме дури сите работници, сите синдикати, патем да не прават коктели во слаби, во скапи хотели со сендвичи, туку да излезат на улица со работниците, затоа што 1 мај не е само борба за зголемување на минималната плата, туку борба за работничкото достоинство, нешто што го прават работниците со жртвите од Чикаго. Така, со причина не го потенцирав 1 мај, бидејќи посебна емисија ќе имам за тој празник. Ти благодарам што беше денеска дел од аргумент. Почитувани, овде завршува и денешниот аргумент. Ви благодарам на довербата. Останете со програмата на телевизија 24. Од мене пријатно.